Добар ден, почитувани ученици, и добродојдовте во училница по предметот музичко образование за 8 одделение. Се надевам дека и денеска ќе проминете убави моменти заедно со мене, усвојувајќи ја содржината инструменти со клавијатура преку концерт за клавир и оркестар број 2 во Е-дур Фредерик Шопен, тема од Голберг варијации Јохан Себастијан Бах, концерт во бемол Петар Илич Чајковски, токата и фуга во демол Јохан Себастијан Бах и Либертанго од Астор Пијацола. Која е целта на оваа содржина? Преку оваа содржина вие треба да ја научите поделбата на инструментите со клавиши, да ги знаете карактеристиките на инструментите со клавиши. А што очекувам јас од вас по овој час е да знаете да ги наброите инструментите со клавиши, да објаснувате за поделбата на инструментите со клавиши според начинот на добивање на звукот и да можете да ги класифицирате жичаните и дувачките инструменти со клавијатура според форма, градба и начинот на произведување на тонот. За овој час потребен ни е следниот материјал: тетрадка за запишување на податоци, молив, гума, листови во боја, лепак, слики од следниве инструменти: клавичембало, пијано, оргули, хармоника и усна хармоника, фломастери и YouTube програма. Но пред да започнеме со усвојување на новата содржина, да се потсетиме за поделбата на музичките инструменти според начинот на добивање на тонот. А тие беа жичани музички инструменти, дувачки музички инструменти, ударни музички инструменти со клавијатура, кои сите заедно го составаат симфонискиот оркестар. Инструментите со клавијатура тонот го добиваат со помош на дирки или клавиши. Пред вас има една клавијатура составена од црни и бели дирки или клавиши. Музичките инструменти со клавијатура може да се поделат во две групи според начинот на добивање на тонот, и тоа жичани инструменти со клавијатура и дувачки инструменти со клавијатура. Пред да започнеме со усвојување на карактеристиките на инструментите, јас сакам да ја слушнете изведбата на тие инструменти. Ало? А сега инструментот пијано, и сега да се запознаеме со основните карактеристики на инструментот чембало. Чембало или клавичембало се користело во доцниот среден век. По форма е слично на пијаното. Во 17 и 18 век се зголемувал бројот на жиците и била додадена уште една клавијатура и регистри за промена на бојата на тонот. Инструментот пијано е наследник на чембалото, кој се појавил во почетокот на 18 век во Италија. Пијаното е составено од корпус, тело, поставен на 3 ногарки. Со употреба на педали се збогатуваат изразните можности на инструментот. Клавијатурата се состои од 88 клавиши, и тоа 52 бели и 36 црни дирки. Пијаното зазема место во солистичката, камерната и оркестарската музика. Исто така, освен во класичната, се применува и во џезот и во популарната музика. А сега да слушнеме звучноста на дувачките музички инструменти со
Инструментот оргули, инструментот са така и инструментот усна хармоника. А сега да се запознаеме со карактеристиките на инструментот оргули. Оргулите водат потекло од далечните источни инструменти. Оргулите се најголем и најсложен дувачки инструмент, составен од голем број цевки. Тие најчесто имаат 3 клавијатури мануали, а на долниот дел на клавијатурата се свири со нозе со педали. Цевките се направени од дрво или метал. Тие се во различна форма и големина. За секој тон, оргулите имаат една или повеќе цевки, но со различна боја и јачина на звукот. Поради тоа се постигнува звучност на симфониски оркестар. Оргулите најчесто се користат во црквите, катедралите и големите концертни сали. Инструментот хармоника и усна хармоника. Хармониката е поделена во две групи и тоа усна хармоника, хармоника со клавиши или копчиња. Усната хармоника се појавила во Германија, може да биде направена од дрво и од метал. Тоновите се добиваат со помрднување на рацете, со кое се добива ефект на треперење. Својата примена ја наоѓа во блузот, каде изведувачите имаат посебно развиена техника за свирење. Денес се применува во различни музички жанрови. Хармониката со клавиши или копчиња има посложена конструкција и техника за свирење. Со разликување на мевот, воздухот поминува низ отворите, при што металните јазичиња треперат и создаваат тон. Има голема примена во народната музика. Сега видовме како звучат индивидуално, видовме како се запознавме со карактеристиките на секој инструмент поотделно, но на овие линкови ќе пронајдете композиции во кои ќе слушнете звучноста на сите овие инструменти. И на крај,